Здраво на сите. Најпрво да ви се представам, јас сум Никола Арсовски, моментално имам 21 година. Моментално во ова видео сакам да ви објаснам како изгледа цел живот и како изгледа цел животен век на еден човек. Знам дека ти може би имаш 3 години, може имаш 5 години, може би имаш 10 години, 15, 20. Тоа не е ни битно, затоа што јас ова сето го сватив дури на 18, 19, 20 години. Би сакал да можам да го знам, да го знаев порано, но тоа е тоа. Сега си помлад и колку си помлад, толку ќе ти биде полесно да разбереш се, да совладаш се и да се избориш со сите предизвици. Знам дека школскиот систем, родителите и сите околу тебе ти го немаат кажано се тоа и знам дека ти е се ново, но верувај ми, се ќе ти објаснам и се ќе ти биде јасно. Да почнеме прво со се чекор по чекор. Ќе ти објаснам прво како започнало се тоа и кој го создал светот. Светот го создал Господ. Господ го создал светот пред многу години и со создавањето на светот ги создал луѓето, ја создал земјата, ги создал животните, ја создал храната, буквално Господ го создал светот. Кога тој го создал светот, тој напишал упатство како треба ние да живееме и таа упатство има книга таква и таа упатство се вика Библија. Во Библијата Господ опишал детално како ние треба да живееме за да бидеме здрави, никогаш да не се разболуваме, да не одиме на доктор, да не одиме на лекар и како да бидеме среќни. Ако не го пратиме ова Господово упатство, ние ќе бидеме тажни, ќе бидеме болни и буквално не можеме да бидеме среќни без тоа, не можеме да се чувствуваме исполнето. Сега ќе ви објаснам се чекор по чекор како треба ние да живееме за да буквално да бидеме среќни и се тоа што го набројав пред малку. Ова е цел животен век на еден човек. Господ Бог во неговото упатство напишал дека најважна цел и најважна смисла на секој човек е стварањето на добри луѓе. Што значи добри луѓе, што значи сето тоа, сега ќе ви објаснам буквално се детално чекор по чекор. Детето се раѓа. Кога детето ќе се роди, било кој дете кога ќе се роди, тоа се раѓа во семејство кое што е во Матрикс 99%. Што е Матрикс, какво е тоа семејство, не грижи се, се ќе ти објаснам детално. Само слушаме внимателно и на крај на ова видео се ќе ти биде јасно. Детето кога се раѓа, околината го учи да јади чоколадо, да јаде чипсови, да пие кока-кола, да игра видео игри и сето тоа, сите луѓе што го прават тоа води до болест. Тоа води до тоа ние да бидеме болни и потоа тој систем нас не лечи. Значи прво не разболува, а потоа не лечи, ни дава лекови да пиеме и така натаму. Исто така, тоа е за деца, но потоа кога ќе пораснат, сигурно гледате околу вас многу луѓе што го прават тоа, можеби тоа го прават и вашите родители, моите родители исто го прават тоа, пушат цигари, пијат алкохол и така натаму. Например, мајка ми пуши цигари. И ако твоите родители го прават тоа, не значи дека и ти треба да го правиш тоа. Баш од таа причина те го снимам ова видео да ти објаснам дека можеш да излезеш од овој круг, иако твоите родители немаат излезено. Зошто овој систем е толку силен и зошто сите околу нас живеат на тој начин? На тој начин сите живеат затоа што никој немало да ги научи на ова. И Библијата се занемарува. Религијата е околу нас, независно дали тоа е христијанство, дали тоа е муслиманство, ова е Библија, ова е од христијански аспект. Но тука би можел да биде и Куранот. Тоа исто така е верување, тоа исто така е пат Божи што води кон просветлување, што води кон среќа. Значи суштината е иста, неважно дали одиш преку Библија, дали одиш преку Куран и така натаму. Ова можеш ти да бидеш муслиман и пак да го испочитуваш се тоа. Но овој систем е толку јак затоа што луѓето не се водат по тоа упатство. Нашите родители не се водат по тоа упатство затоа што нивните родители не ги научиле. Нивните родители не се водиле по тоа упатство затоа што нивните родители не ги научиле, но на ова мора да дојде крај. И за ти да бидеш среќен, за ти да бидеш исполнет и така натаму, ти можеш да ставиш крај на тоа. Можеш да ставиш крај на јадење чоколадо, на пиење алкохол, пушење цигари и така натаму. Можеби тебе чоколадото ти изгледа како нешто што е вкусно, убаво и така натаму, но сега ќе ти објаснам како тоа води до болест. Значи,
Сега најпрво да ти објаснам како го произведува чоколадото, за да ти биде јасно и да добиеш контекст на сето тоа. За да се добие ова чоколадо, најпрво за ова е потребно какао. Какаото не е нешто лошо, но начинот на кој што го произведуваат сето тоа е многу лош. Какаото прво го сушат, додека го сушат тоа какао, преку него минуваат глувци, разни инсекти, буквално со најпрости зборови што можеш да ги разбереш, ќе кажам, серат и мочаат врз тоа какао и потоа луѓето, потоа тие производители го земаат тоа какао, го сушат, мелат, бла бла бла, додаваат многу шеќер и прават чоколадо. Сличен принцип има и за чипсот. Само нема какао и шеќер, таму ставаат други супстанци што го труат телото. Исто така пиењето Кока-кола. Во Кока-колата има многу киселини што внатрешно го јадат организмот и не разболуваат. Исто си видеоигрите. Видеоигрите не ги внесуваме преку храната, но кога ние играме видеоигри, ние на некој начин се чувствуваме задоволно краткорочно, но долгорочно не постигнуваме никаков успех. И сето ова го прави системот за да не разболи. Значи сето ова, јадење чоколадо како деца и сето тоа, пиење алкохол, пушење цигари и така натаму. Ако вашите родители или некој во вашата околина ги јаде сите овие работи и пие алкохол, пуши цигари, најверојатно многу кашла. Најверојатно е дебел. Има вишок масноти. Најверојатно често оди на лекар и е болен. И да не оди често, тој може би си ги прикрива симптомите и така натаму, ама често е болен. Човекот е направен од Господ да живее од прилика 120 години. Животниот век на човекот е 120 години, ама луѓето умираат на макс 80 години во просек кај нас, некои на 40-50, затоа што го прават сето ова. Ако ти го правиш сето ова, ако јадиш благо, чоколадо и така натаму, кога ќе остариш, ќе изгледаш вака. Значи со пушењето цигари и така натаму. Се ова е екстремна слика каде што луѓето се валкани, може вашите родители нормално редовно држуваат хигиена, се бањат и така натаму, но ако пијат алкохол и така натаму, веројатно се дебели како оваа жена. И веројатно изгледаат како овој маж што на него нема мускулна маса и така натаму. Ќе стигнеме до тоа подоцно ќе ви објаснам се. Тука имам ставено уште една слика што се надоврзува со ова. Ако овој систем се вика Матрикс. И овој систем е направен на следен начин. Овој систем е направен да ги правиш сите тие овие работи, моментално да ти биде добро, ама долгорочно одиш кај ѓаволот. Еве го ѓаволот, тука ставив слика, тој нема ваква форма, не може да дојде физички да те удри, да ти наштети нешто, да ти направи, не. Тој не се појавува никогаш пред тебе, ти влегува само во твојата глава. Овој ѓавол доаѓа во твојата глава и те тера да правиш лоши работи. Те тера да се караш со родителите, те тера да се тепаш на училиште, те тера да буквално те тера да правиш лоши работи. И со тоа ти мислиш дека си лош човек, а ти не си лош човек. Не постојат лоши луѓе на светот. Господ кога ја создал оваа книга и кога го создал светот, кажал дека лоши луѓе не постојат. Постојат само луѓе што не знаат на кој начин да бидат добри, затоа што не ги научиле нивните родители. Сега, во овој систем има и многу други работи, како на пример, кога ти како дете ќе почнеш да одиш на училиште најверојатно тебе те исмејуваат, најверојатно ако не ти смејуваат, тебе смејуваат некој друг во твојот училишен клас. И зошто е тоа многу лошо? Тоа ти ствара тебе трауми, бла бла бла, да не навлегуваме во тоа, ќе има многу други видеа, ќе разговараме многу еден на еден меѓусебно и можам да ти одговорам на сите прашања после ова видео, каде што ти ќе сватиш зошто школото е лошо, но во школото дефинитивно се пропагира овој матрикс. Таму се јадат чоколада, таму се јадат чипсови, таму се прават сите тие лоши работи, таму првпат се пробуваат цигари и луѓето како растат, сега верувам дека за тебе е непознато затоа што ти си мало дете се уште, но луѓето како растат си фаќаат девојки, си фаќаат дечковци, одат во казина. Казино е место каде што ти одиш со твоите пари, се кладиш кај ѓаволот и ставаш 100 денари и ѓаволот ти вика можеш да земеш 10.000 денари. И ти ставаш твоите 100 денари и ти ги губиш. И постојано одиш и бараш од ѓаволот шанса и ѓаволот понекогаш ќе ти даде, ама долгорочно ти ги зема сите пари и ти ја зема душата. Што е душа, како ти ја зема, не грижи се, сега ти објаснам понатаму. Кога правиш ти сето ова, ако живееш по овој начин, нема да имаш долгорочно пари. Нема да имаш пари за храна, нема да имаш пари за ништо и ти мислиш дека ако продолжиш со тоа ќе имаш
се, а всушност нема да добиеш ништо. Исто така, те тера како растеш да одиш на журки, те тера да излегуваш со пријателите, да пиеш алкохол, буквално се врти се во круг. И кога правиш ти сето тоа, си несреќен. Мораш да одиш на работа, твоите родители веројатно исто одат на работа и не им се оди на работа. Ако го прашаш пример твојот татко или твојата мајка, дали ти се оди на работа, тој ќе ти каже не. Дефинитивно не. И затоа што живеат на овој начин, нив не им се оди на работа и така натаму. Сега, јас помнав татко, мајка и така натаму. Има луѓе што немаат татко и мајка. Може би ти си еден од нив. И јас бев еден од нив. Јас имав мајка, но јас кога бев мал немав татко, например. И тоа не е ништо лошо. Значи, ние доаѓаме на земјата преку Господ. Господ нас ни овозможува да се родиме тука преку нашите родители, преку нашата мајка, преку нашата... Господ нас не пушта на земјата преку двајца родители, маж и жена. Сега, дали ние ќе растеме со тие маж и жена низ нашиот живот, тоа не е важно. Идеално би било да растеме за да не научат на сите овие работи што јас сега ви ги изборувам, но може да порастеш и без нив. Јас пораснав без татко. И сега можам да ти го кажам се тоа со јасен став дека и да немаш родители ти можеш да го промени светот, ти можеш да направиш толку многу работи во светот и да бидеш поуспешен од некој што се родил со татко и мајка. Тоа што има татко и мајка, тоа дефинитивно не е клучна работа. Овој систем ги тера луѓето да го прават се тоа и знам дека се тоа не ти е кристално јасно, збунет си, се чувствуваш збунет. Сега ќе ти објаснам понатаму се и на крај на ова видео ако имаш прашање можеш мене лично да ми се обратиш, јас ќе ти одговорам на сите прашања. Да резимираме. Кога едно бебе ќе се роди, додека тоа да порасне, сите околу него и системот околу него, тој матрикс се вика системот, ги учи луѓето да јадат чоколада, да јадат лоши работи, да прават лоши нешта како пиење алкохол, пушење цигари, за да ги разболат. И потоа тој матриксист ги лечи и им ги зема парите преку пиење лекови. Тоа е систем на ѓаволот. И кога го правиш ти се тоа, тој те носи во ситуација да правиш лоши работи. Например, ти вика ако украдеш од некој ти ќе имаш. Ако почнеш да правиш лоши работи, ти ќе имаш. Ако направиш тоа лошо, ти ќе имаш. И како ти правиш такви лоши работи, тако повеќе се приближуваш и одиш кај ѓаволот. Буквално одиш кај ѓаволот, ама не одиш физички кај него, туку во твојата глава се случува се тоа и во твоето тело. Буквално се чувствуваш лошо. Сега, како изгледа животот ако ти излезеш од цел овој матрикс, ако излезеш од сите овие лоши работи, како би требало да изгледа твојот живот, добрите работи, како е сето тоа како го објаснил тоа Господ. Што ние треба да правиме за да бидеме среќни и така натаму. Како што кажав претходно, целта на еден човек целта на Господ е да има што повеќе луѓе на земјата, да има што повеќе добри луѓе. И тој сака ние да имаме се. Но за ние да имаме се и тој да ни даде се, ние мора да живееме по неговите правила. Кои се неговите правила? Неговите правила се кога едно бебе ќе се роди и кога детето расте, тоа треба да учи, вежба, да се храни здраво. Сега ќе ти објаснам детално. Учење. Не е тоа учење ние што учиме во училиште. Јас одев на училиште, знам што се учи, таму се учи читање, пишување, тоа е одлично. Но на училиште се учат и многу непотребни работи. А клучно за ние да ја исполниме нашата мисија и да изградиме добри луѓе, да имаме деца и да изградиме добри деца во иднина, ние треба да научиме други работи што сега ќе ви ги објаснам. Учењето е различно за маж и за жена. Господ кога ги создал мажот и жената, на жената ти дал една улога, на маж и дал друга улога. Поточно, жената треба да прави едни работи, мажот треба да прави други работи. Може би ова ти е чудно за тоа што твоите родители не живеат така и моите родители не живеат така и мајка ми не живее така, но тоа е се пореметен систем и тоа се луѓе што не го следат овој Божји систем и затоа живеат во овој матрикс и се болни и така натаму. За да бидеш перфектно здрав, никогаш да не се разболиш, никогаш да не бидеш тажен и така натаму. Ти треба да ги следиш овие Божји правила, да учиш. Мажот треба да научи како да направи пари, да обезбеди пари за своето семејство. Ако се труди да го направи тој, ако следи правилни чекори, тој ќе изгради свој приватен бизнис. Тоа се детали што ќе ги обработуваме понатаму. За почеток само треба да знаеш дека мажот треба да донесе пари во куќата и мажот треба да обезбеди пари за своето семејство. А жената треба да научи други работи. Жената не треба да оди на работа да заработува пари и така натаму,
Жената треба да научи како треба да одгледува едно бебе. Например, жената треба да знае кога ќе се роди бебето, како да го чува, како да го храни, како да уменува пелени, што бебето треба да јади така натаму. Жената треба да знае да готви. Но ова не значи дека жената треба да биде слуга во куќата, само да чува деца и да готви. Жената е дефинитивно кралица во куќата. И мажот треба да обезбеди финансии и кога жената ќе се породи, например, жената не може да прави храна за цела фамилија, за цело семејство. Мажот за тоа треба да обезбеди пари, да обезбеди помошнички на таа жена и така натаму, за жената да живее како кралица. И ова не значи дека жената буквално ќе биде затворена во куќа и цел ден само ќе готви и треба да гледа деца. Не. Кога мажот е доволно способен и ќе обезбеди финансии за целата фамилија, финансии значи пари, тие буквално можат да живеат како сакаат. Ако се следи овој Божји пат, и ако се следат овие правила што Господ ги дал во оваа книга, ние би требало, секој од нас би требало кога ќе порасни, кога ќе дојде таа фаза во животот, да има своја жена или ако си женско свој маж и да имаме многу деца. Многу деца затоа што Господ, целта на Господ преку нас е да створиме што повеќе деца и да му го објасниме се тоа за тие да го сватат. И не само тоа, ако го следиме сето тоа, ние ќе имаме патики какви сакаме, ние ќе имаме алишта какви сакаме, ние ќе имаме коли какви сакаме. Например, може би твојот татко ќе опрашаш ти каква кола има сега, или било кој околу тебе да опрашаш каква кола има сега, тој нема таа кола што ја сака, тоа е затоа што тој не го следи овој Божји пат. Ако го следиш овој Божји пат и упатството на Господ, ти ќе имаш кола каква сакаш. Ти ќе имаш телефон каков сакаш. Ова е најновиот телефон, iPhone 17, моментално кога го снимам видеото. Може би ти кога го гледаш ова видео е покасно и има други телефони излезено, но ова е најновиот телефон моментално. Ако ти го следиш сето ова, за YY време, за некој период ти ќе можеш да купиш каков телефон сакаш. Ти можеш да имаш, да изградиш куќа каква што сакаш, со внатрешен базен, со надворешен базен, со се. Исто така ќе можеш да одиш на патување кога сакаш со твоето семејство. Но овој систем те влече во друга насока, те влече да одиш по дискотеки, те влече да пушиш цигари, да пиеш алкохол и тоа те влече на кај ѓаволот. Ти многу е тешко да дадеш отпор на сето тоа и да не го следиш тој пат, и многу е тешко ти да учиш, додека сите други јадат чоколадо, ти да не јадеш чоколадо, навистина е тешко, но само така ние може да дојдеме до оваа точка да може да купиме се што сакаме и да имаме се што сакаме. Исто така, уште неколку работи сега ќе ти открием што има Господ кажано за на кој начин да живееме, за да бидеме здрави и така натаму, но тука има уште многу ситни детали што ќе ги обработуваме и ќе ги поминеме понатаму. Друга точка е вежбањето. Зошто е толку важно да вежбаме? Важно е да вежбаме затоа што кога Господ го создал човекот, во секој човеково тело има мускули и коски. Сега, сигурно имаш видено некоја стара баба, може би ти имаш стара баба, стар дедо и така натаму, сигурно имаш видено некој стар што не може да оди. Не може да оди затоа што не вежбал. Ако тој вежбал, тој ќе има силни мускули и кога ќе остари, кога ќе има 80, 90, 100 години, тој уште ќе може да оди, да се движи, па дури да трча. Затоа што вежбал има силни мускули. Кога ние сме млади, кога ние сме деца, буквално нашите мускули можат да функционираат без да вежбаме. Но ние треба да вежбаме и да ги одржуваме тие мускули на високо ниво, затоа што кога ќе остариме, ќе можеме да исто така да се движиме, ќе можеме да функционираме нормално и ќе можеме да живееме подолго. Уште една битна точка е здравата храна. Зошто е многу важно да јадеме здрава храна? Ако ги јадеме сите овие глупости што не ги наведува тој матрикс систем, и ако пиеме алкохол и така натаму, не ќе се разболиме. Но ако јадеме здрава храна, ако јадеме тоа што го кажал Господ во оваа книга дека треба да јадеме, а тоа се плодови, тоа се овошје, зеленчук, тоа се житарици како овес, грав, леќа и така натаму, ако ги јадеме тие здрави работи, ние никогаш нема да се разболиме и никогаш нема да има потреба да одиме на лекар. Исто така, ова е еден пример оброк, овесна каша. Ова јас го јадам секое утро и ова го јадат секое утро моите две сестри. И ова видео првично го снимам за нив, тие сега имаат 10 и 8 години и тие за секое утро јадат овесна каша. Тоа е житарици што ги створил Господ, ги натопуваме со вода и додаваме различни видови на овошје. И ова буквално е храна што јас јадам секое утро. И нив им кажав да јадат секое утро, затоа што ако го јадат тоа, тие ќе бидат здрави и никогаш нема да се разболат. Сега да направиме едно резиме. Значи, ако го следиш
тоа што го напишал Господ и упатството на Господ, ти ќе имаш пари, ќе бидеш здрав, нема никогаш да одиш на лекар и ќе бидеш среќен за тоа што ќе имаш околу тебе семејство во иднина, што ќе те сака, ќе имаш многу деца, ќе можеш да патуваш кај сакаш, ќе имаш коли, авиони, буквално можеш да купиш твој авион ако сакаш. Ама ако го следиш се тоа. И тоа е реалност, има многу луѓе што имаат толку многу пари за тоа што го следеле овој Божи пат, и толку многу пари имаат направено и толку многу пари имаат заработено што имаат куќи 100 пати подобри од ова, имаат по 10, 20, некои 100 вакви автомобили, може да шетат каде сакаат, имаат какви сакаат телефони, лаптопи, се. Имаат какви сакаат патики, тренерки, буквално имаат се. Значи Господ ќе ни даде се што сакаме, само ако го следиме се тоа. Ако го следиме се тоа, ќе добиеме се. А ако сме заглавени во овој систем, јадеме чоколада и така натаму, на крај само ќе бидеме болни, несреќни и на некој начин ќе изгледаме вака. Сега вас тука јас ви кажав многу работи што можеби не ви се јасни и за сите точни прашања што би сакале да ги поминеме заедно уште еднаш, можеш да ме прашаш, да ме потпрашаш и така натаму. Исто така, може да го погледнеш уште еднаш ова видео од почеток и за се што не ти е јасно да напишеш прашање. Пример, не ми е јасно зошто треба да вежбам. Не ми е јасно зошто точно треба да јадам овесна каша. Не ми е јасно зошто не треба да јадам чоколаду. Не ми е јасно зошто татко ми пие пиво, а не треба да го прави тоа. Не ми е јасно зошто зошто овој систем сака да не разболи, а потоа да не лечи. Значи се што не ти е јасно, запиши го на еден лист, постави ми ги тие прашања, јас лично ќе ти одговорам на се. Тоа е тоа од ова видео, мило ми беше што го погледна ова и што го изслуша. Понатаму ќе одиме чекор по чекор заедно, ќе ти дадам насоки што точно треба да гледаш за да научиш детално како треба да живееш по правила на Господ, по упатство на Господ и ќе те научам како можеш да заработиш пари, ќе те научам како треба буквално што треба да јадеш, кои вежби ти требаат моментално, за да можеш да дојдеш до оваа цел, да имаш се што сакаш. Значи тука нема некои работи што можеби ти ги сакаш, ама веруј, може да добиеш се што сакаш само ако го следиш упатството на Господ. Тоа е тоа од ова видео. Уште еднаш фала ви што го изгледавте. Очекувам да ми кажете, да ми ги поставите вашите следни прашања и да се договориме за следен чекор.